Андреас Штајнхефел, Рико, Оскар и таинствените сенки. Сабота. Доказната тестенина. Тестенината лежеше на тротоарот. Беше дебела и рецкава со внатрешна дупка од почетокот до крајот. На неа беа залепени малку исушен сос од кашкавал и нечистотија. Ја кренав, ја избришав нечистотијата и погледнав нагоре во летното небо, кон низата стари прозорци на Дифе 93. Немаше облаци и пред се немаше ни една од оние бели млазни ленти. Освен тоа си помислив, не може да отвориш прозорец во авион за да фрлиш јадење оттаму. Влегов во зградата, профучив ни жолто-варосаниот ходник нагоре до третиот кат и задзвонив кај госпоѓа Далинг. Таа носеше големи шарени виклери на косата, како и секоја сабота. Може да е ригатони, сосот во секој случај е горгонзола, заклучи. Убаво што ми ја донесе тестенинава душичке, но јас не ја фрлив од прозорецот. Прашај го Фицке. Ми се исклешти, се чукна со прстот по главата, преврти со очите и погледна нагоре. Фицке живее на 4-тиот кат. Не можам да го поднесам, а всушност и не верував дека нему му припаѓаше тестенината. Господја Далинг беше мојот прв избор зашто често фрла работи од прозорецот. Минатата зима, например, го фрли телевизорот. 5 минути подоцна го isврли својот маж, но него само од станот. Потоа дојде кај нас и мама мораше да исипе голтка од добриот пијалак. Има љубовница, рече очајно господја Далинг. Барем да беше помлада од мене глупавата крава. Сипете ми уште една. Затоа што го фрли телевизорот, а мажот го isврли следниот ден, таа си купи ултрамодерен телевизор со рамен екран и DVD уред за да се утеши. Од тогаш заедно гледаме љубовни филмови, понекогаш криминални филмови, но само за викендите кога господја Далинг може да се наспие. Во текот на неделата стои во каршат на плоштадот Херман за тезгата за месо. Рацете секогаш се целосно црвени, толку е студено таму. Додека гледаме телевизија, јадеме сендвичиња со салама и јајце или лосос. Кога гледаме љубовни филмови, господја Далинг издува барем 10 шамичиња, но потоа на крајот почнува да пцуе. Затоа како, ете сега конечно се споиле мажот и жената и дури сега вистински почнувала бедата. Но тоа, се разбира, никогаш немало да го покажат во филмовите. Целосно измислени глупости. Договорени сме за вечерва, викна господја Далинг зад мене кога потрчав нагоре кон 4-тиот кат, прескокнувајќи по 2 скалила однаш. Секако! Незината врата се затвори и јас тропнав кај Фицке. Секогаш мора да тропнеш кај Фицке, зашто неговото звонче е расипано, веројатно уште од 1910 година, кога ја изградиле оваа зграда. Чекам. Влечкање за дебелата стара врата. Потоа конечно лично Фицке во својата вообичаена темносина пижама со сивите вертикални линии. Неговото набрано лице, полно со влакненца на брадата и белата коса со прамени во сите насоки. Навистина, нешто толку неуредно. Ме удри тап застоен мирис. Кој знае што се чува Фицке таму внатре? Во својот стан, на тоа мислам сега, не во својата глава. Се обидов незабележливо да погледнам што има зад него, но тој ми го попречи погледот. Намерно. Сум бил веќе во секој стан во зградата, само не во овој на Фицке. Не ме пушта внатре, зашто не може да ме поднесе. Ах, малиот слабоумник, проржи. Сега, морам да кажам дека се викам Рико и дека сум скромно талентирано дете. Тоа значи дека, впрочем, можам многу да мислам, но најчесто трае малку подолгу, отколку кај другите луѓе. Не е проблем мојот мозок, тој е сосема нормално голем. Но понекогаш се случува нешто да испадне од него, а за жал не знам однапред на кое место. Освен тоа, кога раскажувам нешто, не можам секогаш добро да се концентрирам. Тогаш најчесто ја губам црвената нишка. Во секој случај мислам дека е црвена, но би можела да биде и зелена или сина, и токму во тоа е и тоа проблемот. Понекогаш ми се мешаат работите во главата како во барбан за бинго. Играм бинго секој вторник со мама во клубот на пензионери Сиви бумбари.
Бумбарите се сместени во друштвените простории на црквата. Немам поим зошто мама толку сака да оди таму. Имено таму навистина се мотка речиси само пензионери. Некои си мислам никогаш не си одат дома, зашто секој вторник ја носат истата облека. Може би мама само мисли дека е едноставно супер што толку често победува на бинго. Секој пат зрачи кога ќе се качи на бината и ќе земе, например, една од оние ефтини пластични торби. Всушност, речиси секогаш се ефтини пластични торби. Доколку сакате да ја дочитате оваа книга, може да си ја купите во книжарниците на литература.мк.